Состојбата во здравството отсекогаш била сложена и комплексна. Еден од најголемите проблеми е недостатокот на доктори специјалисти и соодветни медицински сестри во здравствениот систем. Со задоволство можам да истакнам и да се пофалам дека јавните организации во општина Струмица направија максимум за овој проблем да се решава во името на подоброто здравство на граѓанството на општина Струмица. Така, јавната здравствена организација Општа болница Струмица за периодот од 2018 година до денес има вработено 45 лица на јавен конкурс, од кој 20 доктори по општа медицина и 25 медицински сестри, лаборантки, акушерки и сестри по физикална терапија. Јавната здравствена организација Здравствен дом Струмица има вработено 27 лица по пат на јавен конкурс, од кој 7 доктори по општа медицина, 1 доктор по стоматологија, 8 медицински сестри, останатиот број на вработени се работници помошници. Јавната здравствена организација Центар за јавно здравство Струмица има вработено за истиот период 7 лица по јавен конкурс, од кој 1 е доктор по општа медицина и истиот е испратен на специализација. Јавната здравствена организација Општа болница Струмица за овој период има испратено 11 доктори по општа медицина на специализација. За да здравствените работници останат во својата земја, тука да работат, тука да творат и остваруваат, владата на Република Македонија има направено доста во смисол на тоа да се подобри стандардот на здравствените работници. Во тој контекст треба да се истакне фактот дека во 2018 година и почетокот до февруар месец од оваа тековна 2020 година личните примања, платите на докторите специјалисти во јавните здравствени организации е покачена за 40%. Платата на медицинските сестри се покачила за 20%, додека платата на општите доктори по општа медицина е покачена за 25%. Овде треба да се додаде и фактот дека додатокот што го земаат здравствените работници од месец јуни ќе биде покачен за 5%. Сакам да истакнам дека во склоп на подобрување на стандардот на здравствените работници во текот на 2018 година, квоциентот на дежурствата на докторите специјалисти во јавните здравствени организации е покачен за 3 пати. Исто така, бодот капитационен кај приватните матични доктори по општа медицина, кај приватните матични доктори стоматолози и кај приватните матични доктори гинеколози е покачен за 15%. Враќањето на достоинството на здравствените работници придонесува да здравствените работници останат во својата земја и тука произведуваат здравство. Здравственото просветување кај граѓанството е зголемено, така да можам со задоволство да истакнам дека сме на прав пат, ама морам да кажам и дека не се задоволуваме со толку. Продолжуваме да го унапредуваме здравствениот систем. Ви благодарам.